Добро вечер, Маријан. Добро вечер на сите гледачи на Сителов, дека од плоштадот Македонија. Вечерва разговараме со кандидатката Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од коалицијата на ВМРО ДПМН, и кандидатката која успеа да влезе во вториот круг со против кандидатот Стево Пендаровски. Разговараме за прашањата кои што ден по гласањето се најактуелни: излезноста, задоволноста од резултатите и идните чекори. Професорке Давкова, што очекувавте од резултатите и дали сте задоволна од вчерашното гласање, од она што го постигнавте? Презадоволна сум. Да се изразам еве со речникот на премиерот, а за мене е тоа квантен скок во политиката. За нив е тоа квантен пат, бидејќи за 15 месеци да изгубите 40% од гласачите, споредувам со локалните избори, е лакмус кој покажува длабока криза на легитимитетот. Или, еве, бидејќи сум родена во Охрид, охридски да се изразам, за мене ова беше како исправи се делфина. Не само јас, туку и граѓаните, туку и Македонија. Нема зашто да не сум задоволна, мислам дека тоа е одличен влез во вториот круг. Сепак разликата во гласовите е мала. Дополнително излезноста на работ на цензусот кој што ќе биде потребен на вториот круг. Тоа ве разочарува, ве демотивира за работа во вториот круг? Не ме разочарува, ме зачудува, бидејќи најмалку 3 пати Венецијанската комисија во извештаите и препорачува на Македонија да го тргне цензусот, кој всушност е етнополитички пазар од вториот изборен круг, зашто во компаративното изборно право не постои таков цензус. Абстиненцијата може да се гледа низ повеќе агли. Прво, факт е дека таа е далеку поголема во албанските средини, одошто во македонските. Јасно ни е зошто. Зошто по појавата на еден граѓански ориентиран, едуциран кандидат, каков што беше господинот Блер им река, албанските гласачи не се согласуваат веќе да служат нивните гласови за етнопартиска трговија, туку се спротивставија на тоа. Тоа е прво. Второ, технологијата на владењето на оваа власт, особено јасно манифестирана за време на референдумот, исто така исплаши дел од граѓаните и тие не излегоа на избори, зашто јасно ни е нас како се однесуваат кон државната и јавната администрација. Само да дадам еден пример, непознат феномен е во кампања за председателски избори да учествуваат министерка за одбрана, министер за внатрешни работи, па и премиер. Така тие ја прегазија линијата помеѓу државата и партијата, или партијата ја направи држава, или на крајот тоа би значило држава. Тоа сум јас кога е премиерот во прашање. Замислете, во дебатни емисии вчера, кај вас мислам, учествуваше министерката за одбрана. Не знам како да го коментирам. Во вториот круг имаме цензус? Јас мислам дека ќе има цензус, иако се разбира, дел од граѓаните не сакаат ни да помислат да излезат заради името. Тоа се оние од бойкотирам, кон нив се приклучи и диаспората, но јас имам намера отворено да разговарам со приврзениците на бойкотирам, да им објаснам дека нема цел неколкократното бойкотирање, дека проблемот со името на легален начин се решава внатре во институциите и ќе ги повикам да гласаат на изборите. Ќе ги повикам и повторно разочараните од СДСМ, оние од шарената револуција, кои може би не се за ВМРО ДПМНЕ, ама ова се председателски избори. Јас сум Гордана Силјановска, немам за себе никаков политички багаж и мислам дека можам да бидам новина во политичкиот живот.
Кога сме кај вториот круг, имате уште 2 недели да ја надополните разликата со господинот Пендаровски. На што ќе се фокусирате уште, освен овие прашања кои што досега ги А тоа е многу интересна разлика, заборавив да кажам, секогаш има општини кои традиционално ги предаваат записниците во последен миг. Ако споредите со референдумот, ќе ја видите истата слика на брзо и сигурно гласање по диктат на партиите. Мислам дека тоа е занемарлива разлика, се разбира, може би загрижува, барем и заслужуваат анализа неважечките гласови, и тоа е многу интересен феномен што треба да се проучи. Јас мислам дека што се однесува до гласачкото тело, бидејќи се обраќам на сите граѓани без оглед на етничка, расна, верска или било која друга припадност, бидејќи цел живот цврсто сум се држала до бесата, никого не сум повредила и навредила, не сум правила партиски пазари од клиентелистички причини или за да бидам или за да останам во политиката, дека гласот ќе допре до индивидуите и дека тие ќе видат гаранција за вистински демократски промени во Македонија. Се ова е досега привид. Уште една порака, само точна порака за оние кои што треба да гласаат за вас на 5 мај. Мислам дека е добро да гласаат, не само заради тоа што сум жена, но мислам дека и тоа е важно, дека изборот на жена на председателската функција, како што рекоа од Voice of America, Македонија е зрела за жена за председател, значи демократска победа, уште една. Мислам дека моето искуство, моето знаење во оваа област, мојата доследност, мојата посветеност, дека е исто така гаранција за председател кој што нема да биде тамо заради својата кариера. Мене ова ништо не ми значи, не е ова уште една во многуте функции, туку е функција која што мислам дека заслужува да се посвети животот. Тоа е мојот предизвик, јас ќе докажам дека во Македонија може да се развива демократија и Македонија, доколку тргне на патот на владењето на правото, ќе стане пристојно, досадно европско место за демократски живот. Госпожа Силјановска Давкова, благодарам за разговорот. Маријан, тоа беше разговорот со еден од двајцата кандидати кои што вчера успеа да влезат во вториот круг и да се борат за победа на 5 мај.